Договорено е гласање за законот за прекршоци со две опозицијски партии, ама нема да биде ставено на собраниска седница утре како што беше првично планирано. Туку ДУИ барале дополнителни консултации и гаранции дека нивните забелешки ќе бидат прифатени. Со изгласување на законот за прекршоци ќе почне и ефективна примена на системот Safe City, односно казнувањето на сообраќајните прекршоци. Левица и ДУИ дале согласно за законот, иако останале на своите забелешки за примената и евентуалното нарушување на правата и на јазичната еднаквост на денешната средба во собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски ни изјави дека на денешната, како што ја нарече неформална координација на која учествувале и координаторите на Вреди, Левица и ДУИ, добиена е нивна подршка за да се изгласа законот за кој е потребно двотретинско мнозинство. Мицевски вели дека биле сослушани забелешките на партиите кои биле изнесени на вчерашната лидерска средба. Договорено било забелешките да се решат во наредниот период. На координацијата бил повикан и представник на МВР, но не бил поканет координаторот на СДСМ. СДСМ се уште нема одлучено како ќе се постави кон законот, ни изјави координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски, кој потврди дека не бил повикан на координацијата. СДСМ има забелешки за начинот како ќе се управува со податоците собрани со овој голем систем, за да не се случи злоупотреба на Safe City. Со промените на законот за прекршоци се овозможува целосна примена на Safe City и од 1 февруари да почне испраќање на казни по системот за прекршителите на законот, односно за оние возила кои ќе поминат на црвено или ќе возат побрзо од дозволеното. Најчувствително е прашањето за чувањето на податоци собрано со системот, кои не се бришат најмалку 30 дена. Со софтверската надградба, сега Safe City има можност за автоматизирано пребарување и откривање на податоци за движење на автомобил по регистерски таблички.